Во Прилеп денеска се доделија првите договори од вкупно 222 за давање под концесија на државно земјоделско земјиште до 3 хектари. Вкупно во општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани се доделени над 500 хектари ваков вид на земјиште, и тоа за едногодишни култури на 15 години, а за повеќе годишни култури на 30 и повеќе години. Прилеп е лидер во Македонија според бројот на доделени вакви договори. Договорите ги додели министерот за земјоделство Љупчо Николовски. И продолжуваме со праксата да земјоделското земјиште биде ставено комплетно во функција, да дојде во раците на вистинските земјоделци, да се зголеми производството во нашата земја и навистина да продолжиме да се грижиме за земјоделците, како преку креирање на останати мерки, политики, така и преку она што сме го ветили уште во 2016 година, а тоа е да дојде земјата во вистинските раце, во вистинските земјоделци, тоа го работиме и така и ќе продолжиме да работиме. Во делот на земјишната политика ќе се правела и посебна платформа, апликација, каде на едно место ќе биле сместени сите договори и транспарентно ќе се знаело кој и колку добил државно земјоделско земјиште. Посебна компонента за целосно сарадување софтверски, системски, сателитски на целокупното земјоделско земјиште, односно тоа значи на едно место, преку една апликација, во еден систем да ги имаме сите договори на земјоделско земјиште, да има јасен, транспарентен преглед од телефон, секој преку апликација, кои парцели се слободни, кои не се слободни, за тие за кои што има договор, дали е платена закупнината, дали се одгледува, дали се обработуваат, дали се е согласно договорот, дали се земаат субвенции и така натаму. Земјоделците се задоволни од оваа политика на владата, но се пожалија на високите цени на ѓубривата. Вака е поисплатливо и многу сигурно. Значи си ги земаш на тендер и си работиш, немаш проблем никаков. А со приватните ниви иди до случај луѓето се попишменуваат и ни ги откажуваат, ова не е сигурно. Пример 15 години си тераш работа и немаш проблем никаков. Во моментов да се помогни на производството да се мавни, значи да се обрни внимание да се зголеми цената. Како на тутун, на житни култури. И моментално сега се соочуваме со таранава. Имаме проблем, цената е многу висока. 2500-2600 е едно врејче тарана. Работиме земја, задоволни сме, благодарни сме од владава дека дава нафта зелена, да дава и за ѓубрево нешто, пола со пола нешто да помогне. До сега колку земја работевте, а сега колку зедовте? Зедовме 6 хектари и наше што има нешто. Сега 3 хектари зедовме пак одново. За какво производ? Што ќе произведувате? Што ќе произведуваме? Имаме стока, крави чуваме и пченица, ченки. За наша употреба, за стоката, за тоа земаме. На ниво на држава во моментов се подпишани над 900 вакви договори за доделување на државно земјоделско земјиште до 3 хектари.